Почитувани, добро вечер, јас сум Бојана Димитриевска, вечерва сум заедно со вас во вечерните информативни блокови на телевизија Нова. Во моментов ја гледате сликата од центарот на Скопје, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и вечерва повторно пред собранието на протести порача нема да дозволиме да ви помине тиранската платформа. Мој соговорник за протестите што се одржуваат во Македонија веќе 40 ден поред, но и за сето она што се случува на политичката сцена во земјава е поранешниот пратеник Владимир Голубовски. Добро вечер, ви благодарам што дојдовте. Да. На почеток би сакала да ве прашам, пред да продолжиме со коментирањето за сето она што се случува, како ги оценувате овие протести, еве како што слушнавме од граѓанската иницијатива, велат јубилеен 40 ден протестираме, порачуваат нема да ви дозволиме да ви помине тиранската платформа. Од друга страна во собранието гледаме дека дел од пратениците се глуви на барањата на овие граѓани. До кога ќе бидат глуви? Прво да ја споделам загриженоста како сите добронамерни граѓани со развојот на оваа политичка криза и веднаш сакам да се придружам и убеден сум дека навистина како резултат на волјата на македонскиот народ нема да помине тиранската платформа. Убеден сум во тоа. А во текот на разговорот би сум се обидел со целосно разбирање во која непријатна состојба се наоѓаат поголем дел од пратениците и од опозицијата, кои спротивно на своите емоции и чувства мораат да одиграат улоги кои што секако ги оптоваруваат психолошки. Мислам дека ова фаза на развој во парламентот се одвива сосема според деловникот. Мислам дека тоа е најконтраверзно прашање дали се злоупотребува парламентот, деловникот или не, заради тоа што самите опозициони пратеници прифатија на почетокот вакви правила на игра и сега не може да ги менуваат. За правилата за игра во парламентот нешто подоцна, предлагам да се преселиме повторно во центарот на Скопје. Во моментов како што можам да забележам, се обраќа еден од организаторите на овие протести, Борис Дамовски, да слушнеме што говори Дамовски, па се враќаме во студиото, продолжуваме со нашите коментари и анализа на сите случувања. 40 дена се малку. Ни треба уште упорност. Ниједна борба не завршила за 2 викенда или 3. Ве повикувам да бидеме тука, да бидеме будни. Интересно тоа го пишува и на багерите напред, тука сме. Мислам интересно за кого како. Некој не ни дојде на работа денеска, бидејќи планот од вчера не му баш успеа, само ради сите вас, да знаете. Беа решени да прават. Беа решени. Тргна, ама се случи народ. И никој не смее да го подцени овој народ. Секој што подценил народ, секој што си играл со народ, изгубил. А ние победуваме. Оваа победничка Македонија има срце и ум. Да го чуеме македонското срце. Македонија вечна. Победата е едно од многуте, не чекаат уште многу, само ако сме тука. Не се плашиме и не се срамиме да ја сакаме Македонија.
Да сте живи и здрави! Понеделник, вторник и среда се многу важни денови. Се гледаме тука. Да сте живи и здрави! Почитувани, ја видовте сликата од денешните протести пред собранието организирани од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. 40 ден поред граѓаните излегоа на улиците и порача нема да ви помине тиранската платформа. Мало подсетување за оние кои подосна можеби се вклучија. Мој денешен соговорник е поранешниот пратеник Владимир Голубовски. Голубовски, вие дадовте поддршка за она што се случува на улиците и дадовте поддршка за овие граѓани кои го изразуваат својот револт од тиранската платформа. Но споменавме и за она што се случува во собранието, ги слушнавме и пораките на крај велат мора граѓаните да останат будни, затоа што во наредните 3 дена се очекува во собранието. Нели имавме и некои предупредувања од страна и на пратеници и на политичари дека можно да дојде до насилно ставање на назначување на председател на новиот парламентарен состав. Дали верувате вие во овој граѓански отпор? Да, верувам и сакам уште еднаш да повторам дека не само за мене, туку за најголем дел од македонскиот народ, надежта е токму во силата и волјата да обстои на овие позиции на македонскиот народ и нормално да не го изоставам и председателот на државата, господинот Иванов. Тие се сега на браникот на одбраната на државата и да се сопре обидот за редефинирање на државата. Сакам во самиот вовед да ја потенцирам сериозноста на начин што ќе констатирам, иако тоа веќе е еден факт кој што се прифаќа како реалност, а тоа е дека оваа ситуација не е адхок створена заради изборите, туку и изборите кои што беа предвремени
и она што предходеше на изборите, тие процеси околу Пржино 1, 2 и така натаму, сето тоа веќе од дистанца јасно може да се диагностицира како еден сценарио кој што е подготвуван долго и темелно и кој што сценарио всушност ја програмирал кризата токму со крајна цел за да се изврши редефинирање на државата од интерес на адреси кои што се уште не може селективно со сигурно да се посочат, но од реагирањето на НАТО и ЕУ во однос на платформата е јасно дека адресата на која што може да покажеме е или колективна во овие институции кон кој што тоа е абсурдно и стремиме, или можеби одвоено некоја од членките или како група членки имаат интерес за редефинирање општо на состојбите во регионот, каде што Македонија се наоѓа во тој процес сега да трпи колатерална штета од една непринципиелност од меѓународната заедница. Само да додадам уште тоа дека не само отсутството на реагирање на НАТО и ЕУ во однос на платформата, туку еве конкретно и Столтенберг конечно по истек на еден месец даде одговор на писмото од председателот Иванов. Одговорот може би подобри да не го испратил, разоткрива една циничност и една пристрасност во однос на ставот кој што како прв човек го соопштува. Зошто пристрасност? Да, од следната причина, затоа што тој одговора, да парафразирам, дека НАТО не се меша во внатрешни работи на државите, а всушност ние во тоа писмо преку председателот баравме разбирање и да ургира НАТО заради тоа што ние имаме проблем со членка од НАТО, Албанија е членка држава во НАТО, и ние имаме проблем со мешање од страна на Албанија во внатрешните работи на Македонија. Но, како што кажав и претходно, не само последните изјави на Рама и на другите високи функционери, па и пратеници, таму пратеничката тоа што кажуваше, туку коинцидира што не е случајно едно такво провоцирање и некоректност од западниот сосед на Албанија, мислам, во за цело време како што траеше и процесот од мешувањето на меѓународната заедница во посредувањето во пржинските процеси. Добро, повторно би се навратила на протестите. Мислам дека еве имаме со слика, можеме да забележиме што се случува во Велес, не само во Скопје, туку низ цела Македонија се одржуваат протести. Граѓаните со идентични пораки, нели целта за да излезат на улица е токму тиранската платформа. И повторно би се навратила на она што ве прашав на почетокот. Ќе ги слушнат ли сите пратеници со оглед на тоа што се тие избрани од граѓаните, барањата кои секоја вечер им се испорачуваат? Ќе се отфрли ли оваа тиранска платформа? Таков оптимизам не е реален, но мислам дека тие разбра пораката од народот, а и самите се дел од македонскиот народ, и длабоко засрамени ги потиснуваат внатре во себе висинските чувства, но македонската политика, која што и претходно, за жал во целиот период од осамостојувањето не успеа да стане вистински промотор на развој на државата, перманентно беше во криза, а особено таа криза остана како хендикеп на развојот на една во основа добра политичка опција како што е социјалдемократијата, и отнаму нели во иднина и треба да сепак да имаме урамнотежена една политичка ситуација, каде што во секој случај, без оглед кој што ќе ја представува власта, треба да биде дел од одговорноста да се помага и опозицијата да не заостанува. Заостанувањето во капацитетот на
Сегашната опозиција доведува до некои травматични состојби за кои што јас со оптимизам сметам заради тоа што народот стои на браникот, ќе ги надминеме. Протестите денеска ги имавме, но денеска законодавниот дом не заседаваше. Седницата, продолжението на конститутивната седница е закажано за во понеделник. Вчера прилично тензична ситуација на пленарната седница. Имаше, пратениците почна со толкување на деловникот Социјалдемократскиот сојуз, односно Оливер Спасовски. Пратеникот Оливер Спасовски побара со поддршка од 10 пратеници да се прескокне точката за која се расправа во моментов, а тоа е избор на Комисијата за избори и именувања, и да се премине на следната точка, тоа е избор на председател на Собранието, се повика на член 78 став 2 од деловникот за работење на Собранието. Од друга страна, од ВМРО ДПМН вратија дека согласно член 80 став 2 од деловникот, додека не се исцрпи расправата, односно додека не завршат сите дискутанти со збор, со реплики и со контрареплики, дека не може да се премине на следната точка. При тоа посочија и дека има посебен дел во деловникот кој се однесува на конститутивната седница, и тој дел вели дека прво треба да се верифицираат мандатите на пратениците, потоа да се оди на следната точка избор на Комисија за избори и именувања, па да се избере председател на Собранието. Кој според вас го толкува правилно деловникот? Преседавачот господинот Трајко Велјановски е во право. Има нов деловник кој што токму така треба да се толкува. И во овој момент најсилен аргумент е тоа дека започнатата расправа по точката не може да се прекине, мора да се исцрпи. Тука се работи за една ситуација во која што опозицијата е лута сама на себе, бидејќи во желбата да ги прикрие агресивните намери, да им даде еден институционален облик, тие прифатија да соработуваат, нели, каснеше целата постапка за конституирање и така, но тие прифатија ги тие правила, се задоволија со тоа дека ќе ги лимитираат по време трајање, но не ги пресмета сите можности и легитимно е опонентот, во случајов, нели, коалицијата за подобра Македонија, представувана од лидерската партија ВМРО ДПМН во парламентот, да исто така ги искористи своите можности во тие простори. Механизми. Дали вие додека бевте пратеник се случило такво нешто да се прескокне, да се прекине точката на дневен ред што била ставена до половина и да се премине на следната точка? Не се случило, иако може би постоеле такви потреби. Господин Стојан Андов, сакам во позитивен контекст, ова наизглед што би изгледало како некој забелешка негативно, дори ни тој не се осмелуваше во тој период кога јас бев пратеник да дозволи еден ваков преседан. Значи никогаш не се случило, тоа го посочија и пратениците од ВМРО ДПМН дека досега 27 години ниту еднаш не се прескокнала таква точка, ни да се премине на следната точка. Од друга страна, за време на седницата, 9-ти ден во понеделник, веќе 10-ти ден, 10-то продолжение ќе биде на конститутивната седница. Пратениците од ВМРО ДПМН постојано инсистираат нивните колеги од Социјалдемократскиот сојуз да одговорат и да обелоденат детали од договорот меѓу Заев и Ахмети. Од СДСМ имавме прилика и можност неколку пати да ги видиме пратениците како излегуваат на собраниската говорница и велат нема никаква платформа, има програма на СДСМ која ја представи лидерот на партијата Зоран Заев. Но имавме и случај кога пратеници од Демократската унија за интеграција и од БЕСА ја читаа платформата токму од собраниската говорница. Каде вие ја гледате сега вистината? Има програма или платформа? Вистината ја гледа секој граѓанин во оваа држава. Апсолутно. Друго е позицијата од која што би се изјаснувале, дали може слободно да се изјаснуваат или може реално да кажат. Јасно е дека опозицијата се обидува да брани нешто што не се брани.
бидејќи елементарно, и тоа е факт, несооборливо одлучувачки, што во некоја судска постапка би се кажало, е дека коалицијата е направена врз основ на прифаќање на платформата од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, партиципиентите во коалицијата се потписнички на таа платформа, таа постои и постојано сме сведоци дури на една комична ситуација, кога опозицијата се обидува да ја релативизира до степен као да не е обврзувачка, но во нивно присуство или ако нема присутни од политичките представници на партиите од албанското малцинство, веднаш стигнува демант и јасно е дека платформата постои. Дури ако има простор до уште да се доискажам за уште два елементи, би кажал, кои што во овој дел може би е добро да се спомнат. Веќе со оваа ситуација јавноста има јасна представа за што се работи, така да се безуспешни и обидите на опозицијата преку манипулација со неодржливи или неприфатливи тези да створи алиби за едно предавство кое што се уште во најава, но не сме да подцениме дека можеби ќе ескалира и со некои нови елементи, бидејќи меѓународната заедница засега не е агресивна. Јас тоа на првиот настап на ТВ Нова, кога се случува со платформата, кажав дека среќа во целава оваа една ситуација проблематична за Македонија е тоа што се појави народот, бидејќи на запад референдумското изјаснување, а народот фактички делува како форма на еден референдум во овие протести, западните демократи го почитуваат како краен аргумент. И тоа ја одржува статус кво ситуацијата, време во кое што треба да се обидеме, дури да им помогнеме на опозицијата, да се разговара со нив, да се отрезнат, да не одат до крај во една катаклизмична ситуација. Господине Голубовски, останувате